Итна средба со премиерот Христијан Мицкоски побара денеска Кристина Ампева, председател на синдикатот Гласен текстилец. Причина е за честеното газење на работничките права. Во Каменица конкретно имаме кривични дела. Доколку работниците се префрлени од едночасовно работно време на друго, без да потпишат апсолутно ништо, тука има елементи дека се фалсификувал потписот на работниците, се префрлени на 10 часа неделно, иако повторно ќе напоменам, работат 8 часа, а 3 дена во неделата работат по 11 часа. Сличен прекршок на работничките права има и во Штип. Во Штипска странска инвестиција, која што се наоѓа, тоа во Штип, беше воведено 10 часовно работно време на работниците на неопределен период. Бидејќи имаме членови таму, веднаш реагиравме, каде што веднаш беше од страна на работувачот беше разбрана сериозноста на ситуацијата, бидејќи и над газдите има некои други газди, така да ние сме во состојба како синдикат да реагираме веднаш, па и да го алармираме работодавачот во странската земја. Така да таму проблемот е решен. Работниците имаат проблеми и во Свети Николе, Битола и останатите општини. Колку работници се засегнати барајќи ги своите права? Илјадници, десетици илјадници работници. Еве, сега ако земеме една странска инвестиција, ви има од 1000 до 2000 работници, така. Конфекциите ви имаат бројка од 40 плюс. Така да не е мал бројот на работници кои што пријавуваат, затоа повторно апел за да не ги слушаме овие работи од организации на работодачи, да гледаме како да ги подобриме правата на работниците, за да ни останат работниците тука и да имаме една здрава економија. Казната за евидентираните прекршици од газдите за недела неработен ден е следнава. Воедно еве предупредување дека се знаат казните во врска со работењето во недела, се забранува дејност со првично 15 дена ќе има забрана за дејност за тоа. Затоа Ампева јавно пред новинарите денеска упати барање за средба со премиерот Мицкоски. Така да мислам дека време е премиерот да ги слуша интересите на работниците од реалниот сектор, поради кој што една држава и една економија не може да издржи.